Значи, јас сум и првиот пратеник што го покренал прашањето за денационализација во првата влада. Значи, тие прашања беа покренати неколку пати. Прво беше поставено дали има одземени имоти, како се одземени, кои се одземени имоти. Процес кој прв го имам покренат од 1991 година во првото собрание. Значи, јас како пратеник, не како акција на партијата тогашна. И за жал денационализација по 23 години не е спроведена до крај, односно е спроведена неправедно. Значи, многу имоти не се вратени. Прво не е вратен имотот на мојот прадед. Значи, и порад тоа што баравме денационализација. Друго, се случија страшни работи. Значи, имотот на дедо ми јас треба да го откупувам за 1 евро, а некој туѓиот имот го откупува за 1 евро. Легализацијата, поврзан процес со денационализација, не постои дива градба во демократски систем. Значи, на свое место можеш да градиш што сакаш, нормално, ако државата не планира таму да гради нешто, ако гради нешто, ќе ти даде компензација. За жал, ништо од тие работи не е исполнето. Значи, катастарот, катастрофата со катастарот, запишани имоти на друго лице, упишани на сила од еден, одземени на луѓето, не можат да си го вратат. Ова што се случува во државата е страшна работа. Катастарот е институција која треба брзо и ефикасно да ги регулира имотните состојби. Значи, катастарот сега е во служба на власта, односно не е под општината. Општината треба да ги земе катастарските работи и регуларно, реално да ги праведно да ги организира и да биде брз и ефикасен. За жал, да не навлегуваме во имотно-правните односи кои се исто така катастрофални, да се осврнеме на она што го прашањето за Овчеполие. Во врска со житото. Рече дека житото во Овчеполие. Еве, јас ќе ги подсетам гледачите, во Овчеполието дојде еден голем бизнисмен, односно глумец од Боливуд со брата Рој. И што се случи? Донесе трактори за сликање и си ги врати, после зема од луѓе да му изорат дел од нивите и не им даде ни за нафта. А беше планирано, нели, толку и толку илјади хектари, по 1000 денара кирија, за разлика од обичен човек кој конкурира, цената достигнува 8 до 9 илјади по хектар наемнина, за него 1000 денара. И тие 1000 денара изгледа они планира да ги дадат после на втора рака по 5-6 илјади, тука да се направи профитот. За жал, најверојатно е така. За жал, еве, ништо не се случува со собрата Рој. Ништо, да го нема човекот, исчезна. Ете, тоа е нашиот систем. Значи, главните центри, односно правците, Скопје-Приштина, Скопје-Белград, Скопје-Софија, Скопје-Тирана, Скопје-Атина, треба да се автопатишта. И автопатишта треба да се Скопје, Штип-Струмица, Бугарија, Скопје-Охрид, Албанија, да кажеме. Сега идејните решенија, значи веќе се гради автопатот кон Грција и кон Охрид, потребно е да се изгради автопат Гостивар-Дебар, автопат Скопје-Приштина, Скопје-Белград изграден во наш, автопат Скопје-Кюстендил. Так. Значи, тоа се инфраструктурни проекти кои ние мораме да ги реализираме. Внатрешни инфраструктурни проекти, до секоја средина рурална да има асфалтиран пристапен пат. Тука можам да кажам дека инвеститорот што дојде од Турција донесе еден револуционерен пресврт во авионскиот сообраќај. Он донесе и многу ефтини чартер летови, визар за 50 евра за пат до Шпанија, до Лондон, до Истанбул. Да, ама за кратките дестинација, например Скопје-Загреб е многу скапа, 140 евра е во еден правец. Да, тоа се уште се. Тоа уште се. Тие цени, меѓутоа конкуренцијата си носи. Значи, јас сум задоволен од инвеститорот, лично мислам. Имам патувано и на вистина има и ефтини летови. Так. Меѓутоа, тоа веќе е нешто што пак
под впечаток на малиот стандард на нас ни се прескапи Прескапи, точно така. Значи, без разлика, секоја држава има поскапи и поевтини летови. Меѓутоа, тоа, кога ќе се зголеми стандардот, нема да представува проблеми. И тогаш ќе има повеќе патување и цените ќе паднат.